Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓурѓиевски. Само 3 дана сум на диета и веќе има. Абе, диетава, само да не те снема. Тебе те има, се гледа, ама да не те снема, пошто многу ригорозно ми почна. Срам да ти, не добар ден на сите. Добар ден или добра вечер, кој како сака. Добре ни дојдовте во уште една понеделничка дружба. Во нова работна недела, во ново издание Никој како, ќе се потрудиме со Кате и денеска да ви биде забавно. Не само ние, туку и нашите гости. Да, кога сме кај социјалните медиуми имавме многу пораки. Но, кажи колку имаше. Многу. Благодариме за сите пораки. Навистина не радува кога ни пишуваат нашите гледачи, кога се активни, интерактивни, заради тоа што нели така согледуваме каков тип на гости сакаат, содржини, игри и така натаму, така што правете го тоа, дружете на социјалните мрежи и нормално ако нешто сте пропуштиле, гледате на YouTube Никој како. Што би рекла Кате, армијата Никој како се зголемува, време во најава на гости. Ајде, додека не сме седнале. Да. Јована Стојминовиќ и Александар Наков. Па, добре ни дојде. Здраво, живо. Прајте се дека не сме Добре, Здраво. Благодариме за аплаузот. Ти не се слуша тука, иначе во етер имавте аплауз. Знам, ама јас си го замислих. Така е. Добре ни дојдовте. Драго ни е што одвоивте време и што сте дел од денешно издание Никој како. Чекай да видам, не пар на највисоката столица. Тоа дека сум во мини здолниште, ама добра е. Не изгледа така А мене лошо. најниското. Да ве гледам од високо и да ме контролирам. Ајде, нешто ќе направам до крајот на емисијата. Можеш? Или ќе Да ти падам. помогнам? Видиме стана. Не, како чувствувам? Нема, добар си. Ајде, стори нешто, направи нешто. Збури ти нешто. Ајде, опа, порасни, ајде, порасни уште 2-3 педи. Порасни. Не каснувај, не каснувај, Без каснување порасни. 11 убав датум, верувам дека и за вас можеби нешто значи, можеби не, но во секој случај сега тоа го коментиравме. Многу астролози викаат среќен бил, убав ден бил и така натаму. Напротив, денот малку утепан надвор, од утринава нели со облаци, па и снегчена наместа широм Македонија, но дефинитивно некој ќе овка од мажите заради тоа што ќе имаат малку подиспразнети сметки. Па затоа што има попусти. Јована, ај поддржи ме. Еве ќе ни кажа. Едва чекаат да видат Абе, салдо. погледски требаше да седнеш за... Види, ние знаеш дека секој од нас си сака да искористи посебно на попуст, па еве гледаш како доби комплименти Кате. Значи мора да вложиме во себе. Вие мажите тоа мора да го разберете за да изгледаме Не подобро. разбираме, да, Се еве разбира за накој си вас. ќути, накој што си е навежбан, он си ќути 11, После добро е. неколку дена не гледаш колку имаш на сметка. Значи, ќе поминат неколку А може да немаш ништо, па Да, ќе поминат почувствуваш. неколку дена и потоа кога ќе отидеш нешто да купиш и кога ќе ти речат немаш ништо, ќе кажеш аха, да. Толку. Е, тогаш може да се А обратиме. дома ќе ти рече, а ова ми е од пред една година. Гледаш како е... Креативно. Многу ми е Секогаш. Што правите обично попладне ова време? Кој Ова како со време врски? најчесто со деца. Да. IT менаџер си, IT вамо, IT IT таму. вамо, IT таму, на тренинзи, на балети, на пење, на родендени. И да, си знаеш, она сакаш да порасна многу брзо, те викаат не брзе, вика, после ќе откачат они така и така самите. Така тука не се генерацијски децата и ти си исто како во моја Не, ти го разбирам одговоров тотално. Да. Завршам мисијава, трчам и ја на роден. Трчам, ама не предходно трчаш да го носиш, па после на Анди на Во роден. 7 ми почнува роденденот, терете што ќе правите. Побрзо збората. Да, али убави обврски се, мора да кажеме, тоа е. И Кај ги чекаш? Ги чекаш таму или Они одиш го на Кој не, или одиме, во петокот баш некој тренинг Добре. беше, па И вие на отидовме ручече на тука. ручече Така, со нешто, Јована Маце, да, па се да, враќаме, па некогаш го чекаме, некогаш. Да. Се снаоѓа. Не е страшно. Не е страшно? Да, не е Убаво. страшно. Добро. Ја не- Добро, до пред 15-20 години знаев што правеше, сега е редно и тоа да го правиш. Да, нови обврски, интересно е. Така. Јована, Јас се попладне? препознав во еден клип, да ти кажам, што кружеше на социјалните мрежи. Завршува работно време, завршуваат обврски, собирам све, трчам, брзам, сите ми викаат каде, брзам, доаѓам дома и не правам ништо. Кога брзаш дома, да не правиш ништо, затоа што и тоа треба во денот, дефинитивно, особено ако почнуваш рано, па имаш многу обврски во текот на денот.
Буквално ти е безцената онака да одседиш еден час, час и половина до два без никакви комуникации со никого, да просто се ресетираш од се оно со што си Не се гледаш ли наполнил. телевизија, ништо ни Телевизорот си брмчи. да, брмчи. Вие брмчите, деформација е тоа, вие брмчите, ама добро ве гледам барем, да, Па ако така не е. ве слушам. Тоа е професионална деформација, нели? Така, и после тоа може телевизија, може серии, може. Јасно, јасно. Се. Се знаеме с 200 години, така што навистина ни е драго што ќе можеме да си вака попуштено да си промоветиме денеска, но пред да преминеме на нашите прашања, нели малку да се зезаме, имаме убав повод, впрочем, за тоа што сте овде, нели, Јована тебе те знаат како водител на Утринска, но во секој случај денеска функцијата ти е заедно со Александар Наков, долги години сте дел од Убавина и здравје, односно она што и оваа година традиционално се најавува и ќе се случува. Така Профемина, тука Influencer Awards, има ли уште нешто, има сигурно. Ајде малку да позборуваме професионално за тоа, па Еве и она нека каже за профемина, Да, она затоа каже што тоа е случај. најбитно. женската тема. Да, Александар и јас сме прво другари, пријатели, долги години, а потоа ета некако нештата се наметнаа да бидеме и соработници и заедно со мојата сестра Бојана да испишуваме една убава приказна, нова, која што се нарекува Color Media Plus, издавачи сме на магазинот Убавина и здравје, на The Economist The World In и организатори на повеќе различни манифестации, онаа која што следува е Профемина. Мислам дека е 8 издание, Александар. Да. Никако да се преброиме, бидејќи ковидот малку ни направи тука во пресметките проблем, но Профемина е регионална конференција за жени. Ја прават и колегите во Србија, ја прават и колегите во Хрватска, во Босна, Црна Гора. И идејата е во еден ден да бидеме малку понепосредно во контакт со нашите читателки и на порталот Убавина и здравје, како и на магазинот, и таму на лице место да дискутираме на теми кои што се важни. За нас жените почнавме некако така во емисијата, постојат прашања кои што треба да се дискутираат, нешто што го наметнува секојдневието, но не се се пресериозни теми, иако секогаш имаме 3 до 4 панел дискусии такви. Имаме и нешто што е порелаксирачко, што се однесува на трендовите, на разубавување, на едукација за здравје, многу награди, многу подароци, многу дружења, можност да се направат контакти за соработки и буквално имаме по некои си па може би 800 жени кои што во тој ден знаат да продефилираат таму, учествуваат активно, поставуваат прашања, се дружиме, се мрежуваме, хаштагот ни е сега издружени, нели? Така што веднаш те канам Ката и тебе, благодарам. а го канам и Ненад, Само затоа кажи што кој е време, од кога почнува до вака кога? 22 ноември ни е датум, тоа е петок, ќе се случува во Holiday Inn, почнува во 10 часот наутро, кога е отворањето и почнуваат дискусиите, а завршува некаде во 18 часот и сега работен ден е, па многу мина, можеби не може да дојдат при отворањето или на првите панели, но ги каниме се разбира на среда работно време, на пауза или па можеби после работно време. Е нешто што е можна атрактивно секое издание е последната панел дискусија во рамките на која мажите зборуваат за тоа дали знаат што сакаат жените, дали толку се разликуваме, што може би им пречи, дали постојат такви полови разлики и многу други нешта и тоа е обично така многу духовито и жените уживаат во тој панел. Влезот е бесплатен, треба само да го најават своето присуство на Каде? нашите Некој од социјални социјалните мрежи, мрежи, наши да. или на мејл. Може да само да најават колку луѓе доаѓаат, кој период за да чисто да ги распоредиме. Јасно да има место и регистрација, простор за сите. Имаме многу места, меѓутоа повторно се ограничени. Јас знае интересот да биде голем, па добро е да го најават или кај нас на Инстаграм, ubavinaizdrave.mk или на нашиот мејл event@colormedia.com. Така, и кога сме ке евентеве, ајде и за оној другиот кој што веќе се најавува. Да, ние имаме буквално 3 ивента овој период, значи вториот на Influencer Awards, третиот на Economist. Influencer Awards значи почна на као срамежлива идеја, меѓутоа е правиме веќе 6-та година поред. Интересот и од клиентите, и од инфлуенсерите, и од маркетинг агенциите кои се вклучени во цела оваа кампања е навистина голем. Тој ќе се одива на 3 декември. Принципот бираме секогаш нови инфлуенсери, тие што сакат да станат инфлуенсери и бираме веќе од постоечките, правиме ние да речеме номинации од 20 во секоја категорија и маркетинг агенциите со кои што работат со нив дават по еден
10 евровизиски поени и за да може да се избере најдобар. така се избере победникот. Иначе ја стално кога ги гледам тие поени кои ги дават, има инфлуенсери што многу ги сакаат, добиваат 10-ки, имаат 0 и секогаш победуваат тие во средината. Да. Најумерените, тие секогаш се да речеме на првото место и ги добиваат статуетките. Оваа година, значи исте принципот. Од година на година изборот е се поголем, има се повеќе инфлуенсери. Имам такво чувство и дека инфлуенсерството во моментов има експанзија во Македонија. Можеби доцневме нели неколку години, но сега веќе и сите компании знаат, сите луѓе знаат што е, како е работа. Ние и по тој повод веќе као идеја една што ја имавме, сакаме конечно, мислам дека ќе ја промовираме на 3 декември платформата за инфлуенсери. Работиме на таа платформа веќе скоро една година, ќе се вика Базли. Идејата е таму да секој кој што се смета за инфлуенсер да си направи свој профил. Значи кој ќе биде бесплатен на почетокот. И сите компании ќе имаат можност да влезат и по филтри да се изберат инфлуенсер. Значи ќе има филтри какви кампањи има, колку години има, машко, женско, работел нова, за фешн ли е, за ентертејмент, за фитнес ли е, за позната личност или такви ствари. И директно контакт директен со нив. База? Да, ние нема да бидеме посредници, значи идејата е уствари да се исклучат третите страни. И идејата е овој инфлуенсер оваа апликација да биде, ние викаме како бивша Југославија. Тоа е идејата, значи да ги фатиме регионална, со тоа што не знам клиент, не знам од Словенија да може да те ангажира тебе. А често им треба. Да направите контакт и такви работи. И друга интересна ќе има огласи од компании кои што ќе нудат работи за инфлуенсери. Да, значи кога што имате разно, значи бараме инфлуенсер за ова и ова, дали буџетот не е толку. Секој може да се пријави. Идејата е што на пример тие инфлуенсери ќе не можеш да гледаш друг инфлуенсер, значи ќе имаш опција меѓу себе. Кој како се вклучува. Да, што имаме на пример вака што сме разговарале со некои луѓе кои што не знам, обожавател на Пурија и се викам вика сакам да идам таму и ќе си ставам ставка за Пурија. Ако сега некој ме ангажира од странство да направам фотографија, сакам, ама не ќе да ми се смеа другите инфлуенсер стана на стари години. И од таа причина инфлуенсерите меѓу себе нема да се гледаат. И ќе се излезе од оној круг на тие истите, нели? Оние другите кои што немаат како да се искомуницирале или да се пробијат да може. Не сакаме да ја поддржиме оваа креативна индустрија, мислам дека и дадовме, тоа беше првичната идеја да дадеме на значење на сите тие креативни луѓе кои што наистина многу се трудат, многу се сериозни во сето она што го прават. Дел од нив веќе се препознаени и истакнати, а дел допрва сакаат и затоа и се пријавуваат нели во тој дел на New Star инфлуенсерите, а ние како медиум кој што е влијателен и самите имаме многу добар Инстаграм профил, сметавме дека можеме да направиме еден таков проект меѓу другото и да ги направиме уште повидливи, да им дадеме на значење, да ги стакнеме нивното добро работење, а на крајот ето да го кронисаме тоа со една ваква алатка во која што моравме да вложиме нели многу за да биде корисна за сите страни. И верувам дека тоа ќе биде така. Океј, ајде сега со нашите игри. Не дека ова не беше Ајде да си одиме. Ала што дојде? Ти кажавме, чао. Ајде малку лабавка со игри и со прашања. Најсмешната работа која што некогаш сте ја купиле, таман на овој 11. Да. Најсмешна. Може непотребна, може би смешна како самата работа била смешна. Па кога има попуст, нели купуваш и кога нешто што викаш? Мене не ме прашуваш за тоа, ја имам сам купено констатирам. милион глупости. Најчесто се имам зафркнато кога нешто изгледа дека е како нешто што би ми требало, а да нема врска. Например? Во вид на предмет или облека? Еве некои си влошки за во чевли кои што као прават магично да не те болат чевлите од под тие не можат ни да влезат во чевлите, мислам. Такво нешто, но најчесто кога вака после работа, нели во таа журба кога одам да купувам се што наводно би ми требало, но она пошто сум влегла во продавницата никогаш не купувам. А најсмешно нешто конкретно сега не можам да се сетам, додека одговара Александар, може би ќе ми текне некоја глупост. Па не, и влошкиве доволни. Па доволни се, да. Александар ништо смешно не си купил. Не, реално ја не купувам. Често, многу ретко, значи смешно некои банални работи за деца што сум купувал. Добро. Да, например, ќе купат они беше во мод едно, не знам, како си што се стискат. оние релаксатори, мислам од оние. Да, не ми текна како се, ама нормално сите ги имаме. Купи ова и сакат уште едно исто. Викам, а што е разликата?
Па различно било и ја цел ден мислев стварно верувам дека е Пробуваш нешто да различно. правиш, Викам што е што е разликата ова, не се баш ефтини. Пробував, иначе такви глупави работи ностоп и на крај ги гледам ќе ги фрлиме. Да. Значи најчесто тие смешни Слайм, работи што онака така. што да. Тоа спаѓа во таа група на безвезни глупости. Ние отидовме да шишаме кусата слаем, така што. Па добро, вие сте. Корисно би било. Лично вака некоја, не знам, Дали се вади? смешна работа да купам можда Не, сум окей, сгрешил, задоволни например, сме не за знам, одговорите. Мислев дека е сланина, тоа бил некој ова сладолед, а она бил некој маргарин, такви работи сум мутнал Посебно во странство. Да. Нешто, да, или такво нешто, да, инаку вака ретко пазарам, кога пазарам знам конкретно, например, ми треба тоа и тоа и одам и купувам и Тоа и тоа. да. Добро вечер, кој ни се јавува? Само да вклучиме на брзинка, да дадеме нешто Добро вечер. корисно и ние. Добро вечер, Кој ни се јавува? Виолета, Скопје. Виолета. Од каде Виолета? Скопје. Како сте? Добро со вашата програма. Добро. Ајде сега одберете кој од нашите гости би сакале нели да помогнат околу доделување на подарок. Од Ајде колешката Стојменовиќ. Ајде Стојменовиќ, може. На изборот. Јована, значи има топче Има долу, топчиња треба да долу, го да. земеш било кое, да прашаме Виолета кој број ќе го каже и нели одгоре Може го црвена пуштаме. боја. Може. Добро. Кажете бројка од 1 до 8, Виолета. 6. 6. Од 6 пуштај. Ајде се надевам Шест дека и- ќе бидам. Правилата се исти како и минатата недела, значи Само не неколку сите бројки. полиња добиваат. Каде падна? 5. 5. Види само околу петка е подароците долу. дали има број 5. Нешто убаво. Падна сепак, добро, одлично. Добро, нема врска. Да, Не. добро. Да, Ова е слика. Таа слика е ваша. Ваша. Така е. Остави го Остави, таму. нешто Јована и таму. дојди си овде. Супер. Господјо Виолета, имате слика, може да се подигнете од утре од 15 до 18 во Телма телевизија со лична идентификација и нека ви го краси домот, се разбира. Така е. Честитки. Честитки. Голем поздрав. Поздрав. Убаво попладне. Ивка ни беше нешто Виолета, Да. ама добро, ајде, не можеме со сите. Кога би можеле да имате некоја супер моќ, која би била таа? Оф. Ја би бил невидлив. Што би правил Ќе невидлив? смислам друга. Па, сакаш Еве кажи ти, ајде. Не нема друга. Ајде да кажете, ама зошто? Види, супер моќ е Поинтересно. никогаш доста во ова денешно секојдневие, но невидливоста не толку за да слушнам кој што зборува за мене, туку понекогаш да те нема, значи да не те забележат, иако уживам нормално во се она што го носи нашата професија и во препознавањето и поздравите се, но некогаш е добро да те немам. Еден плашт онака како Хари Потер да си ставиш и мирен си. Станеш невидлив. Заради тоа и ти исто? Па да, во принцип, знаеш, долги години бев у светот, знаеш, онака и уредник на најтаблоидното списание и секој сакал да имам што препознативе, да видиме некој трачи стално уште тоа што уф, да Јас мислам дека за тоа ти остана тоа невидлив. И кого би сакал да видиш што прави? Не знам, да направиш некоја, некоја, не знам, позната личност, зборам сега, Ајде, некој кажи холивудски, кој. не знам, Добро. отидеш да Која видиш. прва ти Не знам, пикна? Бионсе, ве, Дженифер Бионсе. Лопез, да. Мене Илон Не знам, Маск. Баш ме Илон Маск? интересира што прави. Дали е уште во приколка или се пресели во стан? Што направи? Е, тоа не знам. Не знаем. Сега има други Таму имаш активности. навлезено? Па не вика Има некако други ли. активности, Има други човеко, да. активности, така. Не Јас би да никога- се телепортираш, да речеме сега да сум тука и да да, отидам да не брзо мораш да некој време, патуваш. да не мораш да Супер. патуваш, да можеш да Чекај, може искористи имаме и се. такво прашање. А, добро. Во овие серија прашања. Еве ти, кога би можеле да патувате, каде било во светот, каде би отишли? Па може на некоја екзотична дестинација која што во принцип морам да признам малку патувам, баш од таа причина затоа што не сум љубител на процесот додека да стигнеш до некоја дестинација и затоа би искористила ако ми дадеш една таква можност да ја Телепортирање? искористам да одам некаде да на Малдиви или Сејшел или така да особено вака кога е тука студено да искористам љубителство на плажа, на сонце, на море, така што ето, мојата карта за таму резервирање. Може, ќе дојдеме. Имавме еден клиент кој што ни понуди, вика кажете со прст каде сакате, ви добивате авионска карта. Леле. И онака седевме, мислевме со Ивана, кај да одиме, што да правиме, каде. И на крај реков, маје Јапонија. Многу сакам да идам во Јапонија, не сум бил.
И рекоа, немаме лет за таму, а мора со нас да се оди. Бе, ја ќе ти понудам одмери кај сакаш. Одбери кај сакаш Јапонија, Да. а поможам с Јапонија да видам. И вика само Јапонија Токио, немаме, деме, ќе вика, викам ништо, сакам таму да отидам, зашто тие луѓе, вака луѓе што биле таму, викат се као воземјанци и сосема нешто друго се случува. Посебно сум фасциниран од тие некои работи што излагаат, нели, по социјалните мрежи како функционираат јапонци, дека на паркинг до некоја компанија тие што ги дојдат порано се паркираат најдалеку за да го остават место што е поблиску до канцеларииве за тие што доцнат, за да не трчат по паркинг. Значи има многу работи нешто такви и викам нешто ми е желбата да отидам во Јапонија. Си ги видел како во Редици 500.000 луѓе За само во еден миг. 2000 евра карта. Во Да, еден и правец. имавме опција, ние тикам да бираме за 2000 евра, ама тогаш немаше лет. И кај отидовте? Во Африка пративме други луѓе. Да, И како поминала? Па не, службено. Со слоновите. Но се изнагледале исто така чудни култури таму. Чудни да. други И култури. на инфлуенсер работско бевме, исто имавме опција, дававме така авионски карти. И не знам кај ги искористиме, рековме кај не отидоа луѓето наш денес, многу блиску отидоа из Зашто На не Бали, Бали, на Бали отидоа. На Бали отидоа? Па добро. Не било баш близко. Па добро, не е блиско, ама веројатно во тие моменти гледаш нешто што ти е помалку достапно, нели? Знаеш, онака Така да размеѓу сегаш Јапонија ти е многу одлично. опции, на крај ти речат ајде избери. Да, и тогаш И ништо. онака сегаш каде да се? одам? Да, да. Не е Која се со- до парите, гледаш, треба и... Која Ние славна ќе личност? размислуваме каде, Ние па ќе може се ќе ни дојде размислуваме. клиенти, Да, знаеш, да, ќе ни каже каде. А кај кидаме? Во Јапонија. Таму нема. Таму карта, нема. Така е, како се лошо. Нема да дојде клиент. Која славна личност би ја избрале за ментор и зошто баш неа? Па, ајде, малку клише ќе биде, ама зошто да не Опра еве во нашава работа да видиме дали Кој ни би ја избрал управата? да видиме што ќе ни каже што ние не знаеме, нели, што ние знаеме доста. Па нема со што да оглед ти на кажам. години. Види, ние повеќе знаеме, Види. вака без лажни скромности. Знам. Зошто? Таму работат големи продукции. Така е, и Опра доаѓа буквално со пижами, ја шминка, ја Спремна. средуваат и го пишуваат идиотот она, нели, што си го чита на камерата и буквално ја тера цела емисија. А ние сме се во Македонија, така да верувам дека ние многу повеќе знаеме од неа. Многу мина се чудат кога ќе дојдат од странство, нели од некои компании ангажирани да не унапредат или да видат како функционираме. И се чудат нели што ние еве и вие немаме уопшто идиоти, немаме одбројување, немаме ништо, све имаме во главата и све тече Без по никаков начкано, проблем. природно. Да. Така да, добро, нека Може ти има биде нешто Опра. што не знаеме каде. Мора да има нешто што не знаеме, мора да има Нека некој трик. Ти? Може има стварно. Може. Наков повеле? Немам вака некоја јавна личност, имам луѓе кои што вака им се восхитувам да речеме, а не се јавни личности. И ми се као ментори, на секојаш идеме нешто на состаноци такви работи со нив да видиме што, како, зашто работат. А инаку јавни А личности не кој знам. дел сега те привлекува повеќе од денешно време? Претходно нели работеше како повеќе како новинар, како нели уредник на жолта штампа и така натаму, сега си малку во посериозни нели организации, евенти, списанија и така натаму, веројатно и многу посериозно навлезено во таа. Ти фали оној другиот дел кај што имаше поише ентертеймент, забава, лудила Има или свое време, овој да. сериозниот? Да, тоа е се у свое време, а ја денеска зборам, бев уредник да речеме на свет, сега работиме End Economy, четврти светски бренд во светот, како што имаме лиценца веќе 8 години. Да. И тоа е Едно со друго врска различна нема. врска немаат. Фали тој дел. Ја и денеска зборам, само чекам да се ослободат вие Google Ads за Македонија, за да направиме некој таков портал кај што треба да ги третираме славните. И тоа ми е желба, Да, меѓутоа пошто сега само од тоа што ќе се искараш со славните, ништо не можеш да добиеш. Со тоа што тогаш ќе можеш да добиеш. Така да? Идејата ние со Свет кога бевме, секогаш продававме Што можеш да многу, да добиеш? речеме, и Него? живееме од тиражот. Пари ќе добие, извини што ќе прекинам. Значи, ако има Google Ads во Македонија, Добро. ако се плаќа на кликови, Добро. ќе ти се исплати да правиш вести кои што и сега ги Веќе прават, тоа се чита. а они добиваат кликови, ама ништо од кликовите, Ништо од тоа не добиваш. ако има закоп банер. Затоа збори, ако има на клик да добиеш пари, па да ти се исплати да го направиш да. трачот, па и да ти Не, се не, налути. работа што клиентите- Кате, има зошто да ти се налути. налути Јас се секој. смеам, помириме. бевме на состанок за маркетинг И во да те Свет тужи тогаш. да има со што да ја платиш. Идеме кај директоров, што беше и собственик нели на компанијата и се вика леле Свет еве го вика читам леле за ово и за оно и сте прочитале она и викаме добро викаме реклама да даеш. Не можам.
Викам, зашто немаш? Па вика, како да ставам, иди гради си стел тука, вика, Да, на да ќе го таргетираат, Викам, нема. ти ги читаш, викам. Не можам, знаеш. И истиот проблем би бил ако имаш таков портал. И јас стално се смеам, прво не критикуваат нас дека сме многу жути, трачеви, дека ова, и сега сите други останаа жути. Мислам, нема портал кај што нема такви вести. Да, да, да. И тоа се Дури се најкликаните претерува вести. со Да. некој Со наслов. измислени кој што наслови, престане што само врска за нема клик. да направи. Се во свое време би кажал, меѓутоа еве, например, да има Да се можност вратиме да се на заработи веќе, значи сега гледаме веќе материјално да кажеме. Така е. Зашто ти да имаш таква редакција, треба да бидеш подготвен на се, значи од новинари, од екипи, од фотографи, па и од тужби, кои што нас низ годините во свет ги имавме по бајаги. И домашната редакција ти е зголемена, приватно, така да мора да се размислува посериозно, Да, верувам. да речеме, ја еве би го направил тоа пак, би го имал, нама да се исплати, знаеш, се не Јасно. можеш да вложиш ти што викаш за џабе, ќе дојдеш у кавги во, не знам, во екипи да ангажираш ако тоа не е Те да исплатено. некој ќе се слика во долен веш, зошто? Не разбираш ниту таа заработила, ниту списанието за не Чека знам. само кога сме тука е свет. Кој ве тужал, која беше најспецифичната Многу ситуација? тужби имаме. Некоја специфична што вака на прво, еве те прашувам и прва која ти тикнува. Ме Маја тужаш. Вукичевич. Зашто? За Нема зошто, па нон-стоп беше. Клучи се Не, ига. беше објавивме некоја комуникација меѓу Незе и Карло Бос, мислам се викаше. Тој Добро. беше порно актер во Италија. И ние објавивме таа комуникација и се тужевме. Сега она вика не сте била, не сте ја земале она се, меѓутоа ние со него пред да ни пред да објавиме, зашто бевме веќе изгорени што се вика. Мислам да не се свадам погрешно, ни на тужба не добија. Не ве доби? Да, 17 тужби, не ни добија ни една тужба. Имавме една сега поново за фотографии, таа не доби, ја изгубија за една фотографија. Ама беше интересна целата таа комуникација, не рековме оди ти на нотар, потпиши дека призрава све здрав разум, ти ми ја даваш такви ствари, бевме на тужење, беше многу смешно на првото рочиште, имам правен факултет завршен, и сега вие после таа беше некоја си 13-та тужба. Веќе навикнати. И ти беше адвокат свој. Адвокатот, да. И ми го дава судијата и ми вика она те тужи, вика некоја Маја Трамишковска. Викам извини судија, ама викам јас сум пишал за Маја Вукичевич. Правен имам завршено, викам. Која ова, викам, што ме тужи сега, викам, нигде не спомнувам Маја Трамишковска, и вика дотичната особа каши тебе, не лета. Ја викам личат. Ја викам денеска, викам све е могуче, знаеш. И он даде демек опција, демек да се докаже дека се поврзани Дека двете истата личности. личност. Не знам друго, да. Леле. А тоа ствари мислам дека е моминското презиме, не знам. Значи, онака како Маја Вукичевич се представува, веројатно. Тоа е незиното Не, Вукичевич се презира, сега може меѓу време Ќе да се добиете премажи. Не знам тоа Трамишковска. Ќе добиме публика од Австралија. Отиде во Австралија и стварно ми е, мислам, она беше добро за соработки и такви работи све. И, Да, мислам, на ние страна со- од се, со сите- дефинитивно. Со сите, мислам, имам луѓе со кои сме се тужиле, па сме окей. А има луѓе со кои што не изборувате? Па имало, да, имало. Да. Не, ја како адвокат. Не, беше- целата историја има, ја знам, и Знам, се се, ова да. знам, така да. Леле, нема крај со вас, чекај. Чекај. Јована, само сакам да се надоврземе, рече 18 години на Утринска си, како водител. Полнолетство. Полнолетство, што е навистина големо време. Јас си като 3 години бевме, години. толку издржам, душа јуначка. Муабетот е на страна, нели сега се зезаме. Дали, можеби, во животот ти е неостварена желба да направиш некој забавен проект, да речеме да излезеш Поинаков од Утринска. од таа рамка на Утринската. Што не значи дека и тоа, види, во денешно време Утринските се одлична програма која што многу се гледа, се следи, посебно изминатите неколку години и регионално, нели во светот. Така да и тоа е проект за почитување. И многу бара откажување од нас секога. како луѓе, водители. Животниот стил, да, Така е. пред се. Но дали можеби подсвесно викаш чекај сакам да направам и ваков проект за да ми остане? Вака кога ве Се гледам, гледаш да ли? ви кажам право, да, мислам дека би ми било интересно. Иако, знаеш, од друга страна, Утринската е многу креативна, ќе се согласите. Секако. Имаш од секој нешто, имаш слобода, имаш простор и да правиш што сакаш, што умееш, што сметаш дека е добро за гледачот, или пак да се движиш во некои рамки. Јас гледам да тие рамки се поместуваат, затоа што на крајот на криштото 18 години и на гледачите не треба да им здодеш, па треба малку да работиш и на Мислиш себе, нешто друго. и самата да се менуваш и во стилот и во начинот на кој што се обраќаш на публиката.
темите и се останато. Многу ми е драго што утринските го добија тоа свое почитувано место во телевизискиот етер, бидејќи беа потценувани во едно време, се сеќавам јас на почетоците, неправедно сосема, а сега гледам дека и кај нас, па и во регионот и секаде во светот, и тоа како сериозни луѓе се токму на таа позиција и не случајно, затоа што огромен е предизвикот на кој што треба да одговориш во минута, да се снајдеш, бидејќи ние немаме испишани овде текстови и прашања, туку треба да имаш И да познавање бидеш расонет во исто време, буден за се, за сите предизвици и оние неочекувани работи кои што денот ги носи. Да, и со најразлични гости да во моментот Да можеш да се снајдеш. Не знам утриска дали си пеела, ама во попладневните пееме. сум играла малку. Ако може и сега да поиграм. Не, работаме ние караоке, тука не бараме вокални способности, бараме чисто онака, Бараме здизање. да се Ајде, лева прозезаме. патика, дај Немаме туе. време за цела, така да до рефрен пееме Добро. и одиме на реклами, затоа што со колегијата така е, и Ето рекламите така ќе е, ги заборавиме. отидовме. Пуштете ни погласно, Пуштај. така барате. Ајде, земете ги вие тие микрофони, а Чекај, не се уклучени. до или- тонецот, Не се, чекај. ако може, сите микрофони оставите ги вклучени, дури и овие, за да им правиме друштво, да ги бодриме, Не се пошто... срами, дај да се покажеме. Ајде. Ајде сега. Инаку немаме поим, да знаете. Ама Сама работа. Не Имате тексти исклучувате таму, телевизор, тексти ваму. караоке, Ајде, ево, караоке. ајде. До рефрен. Режија? Неправда? Да, може, Режија? да, ајде. Ајде. Ајде, наков се игри ти малко да пробиеш. Не пеал никогаш? Исто дека не. Чекај. Чекај. Ама неговите светли не треба да светуваш топ. Ама никогаш не запеа. Еве ти сега прилика. сак, кажи ми дај ми. Нема ми задрина, мамо, мамо спаси ме. Сакам женска луда фина, да биде како лина. Мамо, мамо спаси ме. Идеме. Неправда, па тоа е неправда. Имаш ти, немам јас. Сите велат дека многу барам. Барам, барам, но немам. Thank you, колеги! Одиме на реклами, па се враќаме назад со уште интересни прашања и предизвици за самиот крај. Пробаме да брзаме во вториот дел за сега стигнеме, или не? Тоа, додека тераме, Додека имаме кратете кој ќе можност, треба. така е, да. пењето. Да. За тоа. Вториот дел ќе скратиме нешто, ајде. Нема бегање. Пења, Ми стигна ајде. хефталицата. Стигна Пратка, хефталица за една игра. Да. Значи, ви кажавме што е следно, ама не ви кажавме прашањата и одговорите. Знам дека нема да се научите особено наков заради тоа што мислам. Јас ќе Јаков е видиме. отрпнат Ако со беше- 17 ако тужби беше се ljudsko, разбра, сега со тоа- тебе така е, како. така е. Па еднаш и онда тужи. Значи, Наков не сака да оди во диско. Првото, преку глава му е од инфлуенсерки. Јована, ти Добро. одговараш ако нешто Тоа сме не. погодила. Го тира на пиење И тоа не. или рано легнува. Наков мислиш? сака да оди. Да, ама во случајот бидејќи е понудено, под се. Не, ма кажи точен одговор, што е точно сега? Сака да оди во диско, ама рано легнува. Значи оди у диско и легнува во 12. Кога не би морал да легне, би одел во диско. Да, Со задоволство. Да. И не би И легнал. не знам дали сум го право. Точен одговор? Да. Уште одиш во диска? Да. Уште мислам жилбата за нокен живот онака Не, онака како не, порано? кој има некој настап, нешто, да, сакам да А не одам. петок и- сабота дека Не, секој петок дека сабота. специјално сега Да. ќе отидам, не, али не знам пријатели и слушај пеат нокаут ваму, вие таму, одам. Знаеме да ги фрлиме децата на чување и со сопругата или со Кој друштво чува некој деца? одиме. Бабите. Бабите? Да, бабите. Се знае. Кога имаш баби? А сега се баби, навикна кој е и седат сами некое време, али она Сами? цело време Кој е најголем? кога ќе дојде Кој е 10 најголем? години со 8. 10 108, па добро. Остануваат сами. Ето да чувам. Али моите седат сами.
Така. Јована, ти веројатно највеќе што ти недостасува е тоа. Кој? Одење во диско? Изминати 18 А, години. диско, па бил. Не да се надоврзам, нели? Да, види, диско... Не диско, ама ноќен живот, да, со пријатели. Прослава до рани утрински часови, Не можам да си така. дозволам такво нешто, нели? Со утринскиот ангажман, се разбира. Но кога можеме, секогаш гледаме и јас и тој и целото наше друштво да така се поминаме убаво да се подружиме, да. Добро, не можеш никогаш да не легнеш во дива, да излезеш и да Не, нели заради пред емисија, некој. не, но имам опции, нели, викенди, ово, Аха, така, добро. моменти во кои што може и тогаш гледаме. Сакаме да одиме во диско. Да, сакаме да Ама бидеме. не, за разлика од порано, имаше многу повеќе дискотеки Да, сега. имаше Да. и поубави Онака журки дури беа во немаше. дискотеки. Не, имаше Сега нешто- многу, мислам. Да. Не знам дали избори. со годините, јас например си се тешам, не е како порано, добро и што не сум излег. Не, дали е со годините тоа или навистина порано беше Не, многу да, подобро. ви сте и некоја статистика гледав дека не знам колку години назад нема никој побарано дозвола за ноќен клуб. Така да, Да не променете навлегуваме ноќен во живот, тие. да. Тоа е увие во утриска видете. Ќе навлеземе. Сериозно. Јована пред емисија, Слушај се. наков одговараш. Обавезно прави гаргара, фризурата ја прави од вечер и гладна не почнува. Обавезно прави гаргара. Да, мислам дека има и посебна трамболина, скока на неа затоа што лимфата и се Да, вако. уште и немам подочници. Да, и купувавме една трамболина малецка и 2 минути скока на неа. Сега ќе напишам дека... Сега ќе напиш, некој ќе Утре напише настав дека цвет да беше. скокам на трамболина. Скокам пред емисија. Затоа немам подочници, да. А не, Благодарам за не, тој што подарок. доаѓа секогаш во убавени здравје, а викаш што ќе јадеме. Да, Да, тоа тогаш е се Веќе јадеме. ручек. Така да, Еден нема со ја. 12. Држиш диети? Па не држам диета, ма внимавам, нели? Како речеш, дали е со годините или што е работава, треба да се припази да малку се подкрати некој оброк, некоја калорија и така, ама нешто се режими не. Значи гладна не влегуваш пред емисија? Не јадам, не стигнувам наутро да Не јадам, јадем, гаргара сабај. правам, Добро, добро. ма, нормално. Гаргара, да. Да не го Јасно. помнувам средството. И А фризурата ја правиш од кога? Од вечер? Трамболинава? Наутро фризерката помага. Да. Трамболинава се зеза. Па сега, осетам да помине дека е вистина. Може утре и нас. Што бе знам, Да викам од ќе имаме тебе. некој наслов, Клепе дека за сме трамболината. добри. Браво. Дека има функција тоа, дека... Сериозно, е некој истражува? пробајте да видите дека погуглајте малце. Дека трамболината посебно помага на луѓе што се на телевизија. Ама знаеме, Да се- па на шпицата ние со трамполина, па не да, гледаш какви па сме затоа утегнати сте нагоре, више ми одат утегнати. подочњаците наместо надолу. Порасна. Она се навитка од трамполина. Дајте више од утре ќе скокат тука сите трамболини. Да, прогуглајте. добро. Пробајте, да. Ајде. Наков за малку ќе пропееше со Јован Јованов, ќе отвореше пилјара или ќе добиеше седмица на лото. Под број 1, вака, заокружувам или под А. Смеам да кажам, не дека ќе си пропел, но Александар Наков и Јован Јованов беа другари, ја, толку многу да, блиски прашање другари. многу Александар наменски. толку многу учествуваше со идеи, со реализација на сите негови спотови, концерти, се беше буквално дел од тимот на Магија, барем во моето беа другари, сеќавање. Но затоа што беа другари, да. Меѓу другото и јас завршив на еден спот на Јован Јованов благодарение на Александар. Така што не пропеа, но играше на спотот. Не само на спотот. Ја бев со нив 98 година кога победи на Макфест. Добра. Значи беа они четворици, бев ја, во позадина игравме и уште не беа познати тие и кои излагавме имав плетенки, долга коса имав до тука. Го памтам И ја. со плетенки бев и кој излегов и сега имаше порано, се бев на Макфест, Сега идам на кој е Макфест. бразилец? Секоја година, и оваа година бев, ама за разлика од тогаш имаше редици од деца Да. на пробите и зима автограми. И како излагат Јован, Дамјан, Зоки, Дони, сите и они поменуваат и децата ке мене. Автограми. Екзотика, Бразил. Многу си бил. Танчев. Така, баш екзотичен. Тоа беше така интересно и тоа 98 година збориме. Добра, а никогаш не сакал Пилјара да пропееш. ништо, а седмица Не, па би како што сакала. не ќе да пее на караоке, ово верувам дека не ни сакал да пее. А седмица Но наменски никогаш беше не избегала прашање. за една бројка? Не, Или не не играш? Чекам седмица добиваме не играм. Да, И така. како вицот со ама ај после мисля ќе ти го кажам. Ајде. Јована мрази кога не пуштаат вода во тоалет, кога плукаат на улица и кога не носат кесички за милениците. Све мрази. Ајде, Нако? Која? што мислиш? Све мрази, принцип. Од ова што наброевте, све мрази, да.
Ама не, све мразу. Обичаено и дури вака цигарите се ставу џебче, све, да, тоа е педанто тоа. Мислам дека е. А тоа е домашна култура, тоа е тоа Дури што на еднаш сите ни имавме недостатува. ситуација многу интересна, имаше една оставена чаша во кујната и она проба да измие и си сече, така да реков остај чаши. Не ми више, не Беше да ми не више. еш ти. Значи точен одговор. Да, така? значи сака да е. Сака да Но е. апелирам за број 2 да повлијаеме на свеста на За луѓето, плукање? плукање на улица. Еве јас со апел за број 3, затоа што ја обавезно, Сите ако број некој се напада. расправа во школски двор, зошто кучето го шета таму и при тоа нели не собе, зошто впрочем го шета во школски двор, каде што утре моите деца ќе Така е. играат таму и деца играат нормално. И не може да се одвикнат луѓето и тоа е тоа. Океј. Некој нема домашен миленик. Прво заради тоа што има трауми од детство, мајка му ја фрлила мачката на последна петка. Неславно завршил гулап на свадба како дете, вториот одговор, и алергичен е на влакна. Па блиско сте со овој првиот одговор. Па сите имаме таква траума. Чекај, гледа мајка ти да објасниме. Александар имаше прекрасен самоед, така беше. Не, имам милионек и сега. И сега Добро, има миленик, да, прво тоа да Добро, расчистиме, има ова беше преговори, така. Фигуративно Да. добро. Но имаше таква една ситуација во која што се загуби, нели, самоедот. Како беше името? Сибир. Сибир, да. Добро. И Многу тука, оригинално. тука да, тука малку трагично. Имаше кумата беше сестра ми, тоа е така оригинално. И дојде до не сум еве се сеќам на тој момент, тогаш можеби размислил 2 пати, но еве дечкиве Андреја и Петар Да, ние и побараа папагал и ретривер. куче имавме. Сега порасна ретривирот, сега кај баби дедо е. Добро. Ама си го гледаме така за викенди кога имаме може да стане. А баба и дедо? Добри се Да, очуваат и ден денес кога ќе се појавам на пример од автомобил излагаме сите, он трча ке мене, така да јас сакам кучиња, Милени. да немам проблем со тоа. Добро. А ви се случило да како мали да ви ги носат, да речеме, малку подалеку од дома? Да прошетаат. Да. Па Каде отиде кај мајка? да, си отиде. Од таму од каде што потекнува, да. Имавме и папагал, го чувавме исто долго време, се дека малиот не излезе со нева на глава му стоеше и силез на тераса си седеа 20 минути, не и одеднашка, после 20 минути он забори дека му е на глава и дека е на тераса. не се врати. И не се Тој врати. сестра ми го отвори прозорецот за да излезе малце на воздух. Да, Ама, да се пролуфтира. Да. Океј, Така, ајде да после го го отворивме баравме. телефонот за да вклучиме гледач. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Кој ни се јавува? Вера од Куманово. Вера од Куманово, како сте, Вера, ви? Еве, супер сум, ве гледам. И поздрав до моите две најубави водителки. Ето така, комплименти, добивте поздрави исто така. Господјо Вера, кого ќе бираме за подарок? Јована. Јована, со помош на Јована, да добиеме Ајде. подарок, да се изразам поточно. Морам пак да бидам стрикна. Знае веќе госпоѓа Јована Вера. како, сега си Натали. Повелете. Ајде сега кажете бројче само, Вера. Број 1. Број 1. Само да кажеме кои бројки се во игра таму. Три, Наков само не гледам, ако гледаш. 7 и 3, 7 1, 3 и шолите 7 се добитни, бидејќи број 5 веќе е Да, 1, 3, додаден. 7. 1, 3, Добро, 7. значи треба да Ајде. кажеме 1, 3, 7. Држете среќа за господа. Држи, Ајде. среќа за Вера. Ајде, Вера. Оп, двојка. Може уште еднаш? Не, ќе ми направиш проблем затоа Добро. што нели Да. ќе после ќе испаде Вера, правилата имате не ги му- почитуваме. Жалам, Имате госпоѓа можност Вера. од утре повторно да ни се јавите. Нормално, може Голем уште поздрав. сега, нели, после минута да се јави, не е никаков проблем. Добро. Проблем е кај оние кои што добиле 2 или повеќе Јасно, награди, јасно. односно подароци, нели, за да оставиме простори и за другите. Иначе кога сме кај подароците, да ги поздравиме нашите Флорис. пријатели Флорис од Кочани кои што имаат одлична огромна продавница со се и се Ќе што. се изгубите таму да знаете, И само. вреди и од Скопје да се отиде таму, верувајте. Впрочем во рекламата гледа. Добро. Ајде, за Јована после. Да, Јован има необично хоби, Наков. Па да видиме што е тоа. Меси погачи, продава торти, шие марами. Да го кажам истинското хоби. Да, може, но. Собира салфетки. Собира салфетки. Знам ти сакаше да го кажеш. Сакав да го ставиме ми ги одговорите. Да, го Да, собира но салфетки. собира ше. Салфетки. Како и ти, верувам, како и сите ние во едно време, кога тоа колекционерство на салфетки беше после миризливи ливчиња. Сега собираат лајкови. Е, Сега да. собирам лајкови. Да. Сега собирам лајкови, така. Сега ще сум колекционерка. Океј. Но чуваш салфетките? Не.
Каде да, нели, а жалам, тие колекции беа така убави, но не знам што се случи со нив. И се Па веројатно се истурило се вода. Да, И завршиле. Да Абе не се фаќаат веќе менувавме, простор. другарки, се менувавме, Како сериозна не? работа Добро, тоа е беше исто тоа. како сликички, како Погачи ни мозначки. носи, али ги прави мајка. Да. Па добро. Секогаш ни носи погачи, му ќе направи мајка, не, и Тези секогаш ми нешта, носи. Се од ова Значи има добро вистина. било. Да. Уште мара ми да прочна на шија и Да дизајнирам подобро, вака не сум баш вешта со, ама може да издизајнирам така. ете. Готово. Да се обидам. Сија повеќе. Ајде? Ајде, сега одиме Турима. на На тоа. На круните. На круните. Чекај, само да Бе, не ми круни видат. само да не видат. Ова ќе да хит. Само. Ај, хефтеј, колешки. Чекај, колега, Само чекај. да Не гледа тамо за да не... Не гледа натаму, за да не Ќе ги гледаш. замолам колегите камермани, Да. затоа што Наков, Па не знам каде да гледам. едното око му е позади. Значи гледа све. Значи, не Исклучете гледај го се. превјуто. Жан, исклучете го превјуто, за да не гледаат, да не ги прочитаат Добро. одговорите, односно ливчињата кои што ќе им бидат на глава. Исклучи го додека играте. Абе, мишки живи. Ајде. А после тоа ќе го вратиме превјуто сега. Тоа е тоа. Ајде. Јас. Добро. Океј. Топна. Топче кирча. Значи, Наков треба да погодиш Да, старија, кој си Кој е? ти, Да, ти можеш да го гледаш неговото, но не и своето. и Јована треба да погодиш Сега ќе кој видиш, си ти. ќе ти помогнам. Значи се работи за македонски ТВ ликови. Така не, како си засмеја? Сега, Со јас да и сум со да не одговарам одговор. Само Значи- со да и не, а ти Да. ме прашуваш, Така. например, кој добро, ајде. што работам Да, или... да. Машко сум. Од Македонија, Да. водител. Да. На национална телевизија. Со концесија, како да кажам. Да. Да, да, национално. Телма. Не сум на Телма. На Канал 5. Не. Носител. А маш сум. Да. Александар Блажевски, да. Ајде сега обратно да видиме. Малку среќа што ме подсети на правилата, иначе... Па со да и со не. Ајде. Водам утринска програма, Не. забавна програма, Не. вести. Не. И не. Добро. Ова со телевизија е добра, ама преочигледно. Да... Шоу? Водам шоу некоја? Не. Не знам, емисија, какви други емисии има за миленици нема, така да не знам што водам. Добре, ајде, плава сум. Да. Да, ај. Снежа Велков да не сум. Не. Не. Висока сум. Добро. Не. Значи, само помни ги одговорите, не водиш шоу емисија, нели? Да, забавна? не водам шоу, да. Не води Снежа ме вести? коригира. Не сум ниту на вести. Од Женско сум, Македонија, да, женско, македонски ТВ лик. да. Гледачите ме гледаат и се смеат. Ми читаат Ама што не- ми пишува на не- книната. Читаат. Да, Не прашувам дали е машко или женски, не прашувам. Праша, Сега праша. праша. Добро, добро. да. женски лик. Добро. Фуф, кате сум. Не. А не плава. Ја не ми текнува. Утринска велиш не. 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 Па што друго има да се води Е, кај нас? Епа, Информативно. ајде да. Во информативна. Маријана не сум. Па некој. Не информативна. Не, Маријана не е Информативна да. дека реков вести. Не е вести, но информативна. Еве ти помагам. Информативен магазин. Снежа Лупевска. Да! Поздрав, Жане, не бркај од работа. Добро, Неги имаме другите? Чекај, Не, добро. требаше Сега сме на Балкан. обрат да биде. Дај. Се. Обратно да биде, сакате така? Не. А? Сакаш? Само, Не. само Дај ја круната вамо, другата. Јована. Имаме време, така? От. Јас се надевам. Ајде. Добре. Ајде да помогнам. Одиме. Ево, не ги знам баш. леле, море мајко. Нема шанси погодам, Има а? шанса да не знаеш. Како не? Ајде. Кој знае кој сега... Ова е некој од регион или од Ова светот? е екс, да. Добро. Југославија. Чија, исто, Да. прв. Маш, Да. српски, Србија? Не. А не Србија.
Ретко гледам Тука, тоа. околу. Добро да е тука, Ма не е. смеем да кажем. Да. Добро. Кој ќе ти олесни? Нема шанси да ги погодам сега. Тешко. Не ги следам. Не, овој го знаеш, така да ајде. 100%. Одевме на варијанта, сите ги знаеме. Да. Тарек Филиповиќ. Браво. Ајде. Не, единствен тој сеќавам што времето на свет да го сликам. Вика бе цело време ме сликаш, вика може ли јас тебе да ги направим неубавите фотографии што има. И сега баш тука е блиску во Македонија, во Скопје, и затоа ми текна дека може би си го Ете, Тари, поздрав. Не, сосема случајно го ставивме, ама добро што се погоди, нели? на некој И панел дека е за тука. таткоство. Да, за родителство е така. За родителство. Супер. Ајде са, Тешко е моето. Не. Не е тешко иначе. Женско сум сигурно. Женско. Барем колку што знам. Да. Не, тешко е или не? За да знам колкав напор да вложам. Информативна. Да. Утринска? Да. Утринска? Да. Не знам, да. Да. Јована Јанковиќ, да. Јеремич. Јеремич. Ја мислам на Јоксимовиќ, али може и JJ. Таа мислеше и таа е Јована. Во интерес на времето. Така е. Абе што да е Јована да е? Јована, да, бе, да. Како викаат, од кал да е Јована да Не е? има Јовани, да. Ама во добро, телевизија. па добри бевте. Така е. Ма супер бе. Ајде пропееме, може да ми го вратат мониторот? Вратете ни превју, пееме пак. фала ви колеги. малце само, малце. Ајде. Ајде, Дај ништо автурата. малце. Ова е одлично, ова со жарке испееме. Опасно сум љубен. Само ти дај ни знак кога Да да не си бил почнеме. на оваква, Баш. на тој Макфест, кога беше бојс? Не знам Кога која беше година ова. победник? Не, види, она е моја генерација. Не бил. Тоа било многу. Така, многу одамна. Спремна. Добро. Окей, А само да ни уклучат мониторот, Да, не уклучи? да, Добро. ќе дојде сигналот. Ето така. Ева Ајде. Микрофонот? Имате текстот там, многу полесно мислам дека ќе видите. Конји се длани и сјајни бисери, јас ќе донесам. Како се унеса. Тајни морски длабини и златни ливади ќе ти подарам. Па вика. Сите турски цареви и римски леги не се доволни да те одбранат. Опасно сум влюбен во тебе. Не сваќаш, луд сум без тебе. Ноќна е, пивка прекрасна, води ме во рајска градина. Thank you! Фала ви за оваа чест, знам дека е чест, бидејќи нормално не секој сака на телевизија да пее, а при тоа не е пеач. Нема да ни замерат, се Не, потрудиме. не, Нормално дека нема да ви Гледачите замерат. знаат дека Затоа сакаме да е забавно и да е интересно сега, да потикнеме можеби по дома пеење караоке, Ќе биде така? уште поинтересно. Така За само е. неколку минути после рекламите со денешниот предизвик бидете така. Никој како Јована и Александар. Така е, и бидејќи немаме време, веднаш да почнеме и ми објаснив играта, а вие ќе ја видите. Така е, потребни се 2 балона, по 2 пати по 10 чашки, додека име во воздух, со само едната рака во воздух го нели удираат балонот, а со истата се обидуваат да ги завртат чашките исправно. Така што, бидејќи сите пропозиции се исполнети, мислам дека можеме да почнеме со Смееме да играта. помагаме ние? Повели Корешка. 3, 3, 2, 4, позор сега. Ете Браво, така, Јована. додека е во воздух, неков ти можеш 3 чаши додека е во воздух. Ај сега. Опа, не! Браво, 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 Добро, браво, чек. браво, браво, Окей. браво. Добро. Кој како Браво. сме? Кој како сме? А, Јована, еве ти го, ајде. Каде? Добро. Ајде. Добро. Добро, наков уште оваа ти остана. Това ја бутна. Пази, Окей. пази, мамо си. Наков е готов, Јована Ај, уште не, две. Не, ева и готово. Браво! Значи, нема бе, тоа е.
навежбани како што треба. Фала ви многу. Кате, ела ја и ти да си одиме. Почнени гледачи, се гледаме утре во истото време. Имате Благодариме водители, многу, уните можете одјават. слободно да се одјавите емисијата и ќе се видиме некоја следна прилика Никој сигурно. како вас, прекрасни бевте, ни беше многу пријатно, многу забавно, многу убава енергија, би дошла секој ден би доаѓала. Може. Одјавија. Изјавија. Драги наши, гледајте ги редовно Ненад и Ката за доза полна убава позитивна енергија, дури и малку траат колку убаво влијаат, сигурна сум на вас со ова фантастично расположение кое што го пренесува на мене, верувам дека и кај вас е во фул. И се гледате со Се гледаме дамите. на Профемина, да. 22 ноември, сите сте добре дојдени, нема билети, само регистрација и повелете да се дружиме, да зборуваме на женски теми од 10 до 18 часот во Holiday Inn 22 петок. Фала ви. Чао, се гледаме утре.